Почитувани и добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене Мери Јанчева. Јас на самиот почеток сакам да ги најавам моите долго очекувани гостинки. Многу време се договараме со нив, некако термините одговараат, па не одговараат. Сите си имаме своји обврски, своји работни задачи, меѓутоа на крај успеавме. Заедно сме еве и ќе разговараме на една многу битна тема според мене, здрав начин на живот, здрава исхрана. Сега тоа е доста актуелна тема и многу сакам да дознам дали навистина тоа е подигната свеста кај нас младите и нели повозрасните за здрав начин на живот или само е некое модно клише кое сите го користат на социјалните мрежи. Најпрво ќе ви посакам добре дојде Гордана Маџункова, специјалист по семејна медицина. Така, да, здраво. Добре дојде во мојот подкаст. Ти благодарам што ме покани во твојата емисија. Се најдовме конечно. Да, конечно после доста одлагања. Да, но сепак кажавме, сите си имаме обврски. Битно е на крајот да се најдеме овде и да разговараме за таа битна тема. Така е, да. И Кристина Петкова, долго име некако, долгов назив, дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска диагностика. Да. Добре дојде. Добре најде. Но воедно ти си фитнес тренер. Инструктор, да. Инструктор, извини, така да и од оваа гледна точка малце ќе елаборираме што значи здрав начин на живот. Ти благодарам, Мери, на најавата и на поканата и мило ми е што сепак успеавме да се договориме и да присуствуваме на овој подкаст. Да, јас мислам дека ќе има еден убав разговор и гледачите ќе ги заинтересираме до крај да останат со нас. Уште на самиот почеток, Гордана, еве тебе ќе те прашам. Кој е твојот став? Дали е овој здрав начин за живот сега што го промовираат сите на социјалните мрежи е помодарство или навистина некако е подигната свеста кај нас дека треба да се храним здраво, всушност и да живееме здраво. Од медицински аспект кажи ни. Така, да. Значи подигната е свеста помеѓу народот. Секојдневно пациентите прашуваат што да јадат, како да ги планираат оброците, дали да вежбат. Така да според мене јас гледам дека ставот е на повисоко ниво за здравието и кога нели станува збор за здравје и за здрава храна. Што мислиш што го има тоа придонесено? Дали откако луѓето ќе претрпат некоја болест, не знам, потешкоти, па доаѓаат и се свестуваат за тоа, или уште од млади веќе некако не е подигната свеста? Што е најмногу влијае на тоа? Па многу од луѓето, да, точно е тоа дека кога ќе претрпат некоја болест, веќе се свестуваат и велат, нели, чекај, јас што правам? Примерно пациенти кои што имаат хронични болести како кардиоваскуларни болести, дијабет, значи тие луѓе викат што правам јас, дај да почнам да се хранам подобро, затоа што стануваат повеќе свесни, нели, за своето здравје. Меѓутоа, има многу млади на денешнината со кои што комуницираме ние секојдневно и тие имат уште од својата младост некако друг став за здравјето и за тоа, нели, за генетските болести кои што ги имаат во својата фамилија, за да не дојдат до тие болести, значи некако да најдат превентивен начин, а тоа е начинот на исхрана, здрава и избалансирана храна и да не дојдат до такви заболувања. Ова здрава и збалансирана храна, да, ми е интересен поим, понатаму ќе го дискутираме. Еве и Кристина, сакам да ја прашам, спомна Гордана, помладите веќе имаат разбудено свест, но што е со повозрасните кои имаат претрпено болести? Знаат да кажат, касно е за мене сега, јас на 50 години ќе почнам да вежбам. Постои ли граница? Демек, ти си стар, веќе доцна е да се почне со здрав начин на живот. Не, и секој кој ќе дојде до, не дај Боже, до таа фаза, секој му сепак му е помил животот, дефинитивно. Има ли доцни години за вежбање или нема граници за тоа? Не, нема граници. Само доколку тие сакаат да го направат тоа. Додека самите не решат тоа да почнат да го прават, секако дека не може. Да. Кој е твоето искуство? Кои се почесто ваши, ајде да кажам, клиенти, нели? Ти си фитнес инструктор и кој почесто доаѓа, младите или повозрасните? Дефинитивно младите. Ретко повозрасни. Мислам, повозрасна група, да речеме над 50 години, над 60 години. Тие се поретка група на лица што доаѓаат кај нас. Меѓутоа, секако дека ги има, се грижат за нивното здравје, се трудат околу исхраната, следат и тие трендови со протеини, со шејки и така натаму.
се грижат, но меѓутоа помладите, да, дефинитивно, во мојата генерација, кога почнав јас да одам во фитнес сала, бевме само неколку девојчиња, да не речам, не бевме повеќе од 10. Тоа со девојките е една стигма, тоа беше како да ја тема, беше да девојче влезе во фитнес сала. Да. Сега веќе не е така, не е така, точно дека има многу што доаѓат и за слика за на Инстаграм. Ги има и такви, да, затоа сакам да сите доаѓат да вежбат, имат тренинзи 3-4 пати неделно, има денови за одмор, секако, дека му треба и на телото одмор, но се доста активни. Да, можеме да заклучиме дека еве благодарение на сепак социјалните мрежи колку се негативни, но во овој случај и даваат свој придонес дека младите гледајќи ги социјалните мрежи се едуцираат дека со исхрана и со вежбање тие можат да водат здрав живот. Се согласувате? Да, се согласуваме точно. Младите единствено на тој начин учат, ајде да кажем. Да, преку социјалните мрежи. Сега, но тука тоа, види, преку социјалните мрежи има доста информации кои што нели на денешно време ние ги собираме, меѓутоа, значи многу е битно, значи да се секогаш припазува од каде се тоа сакам да прашам, дали на секоја информација треба да се верува? Па не, пошто има многу невестините и нереални информации кои што ни ги даваат нели социјалните мрежи, кои ги пратиме на социјалните мрежи и не секогаш треба да се базираме дека тие се точни. Примерно некоја диета. Кажи некој, не знам, имате некое искуство така, ако некој еве ваш пациент прочита на Facebook, не знам, да се држи таа или она диета, но без преглед од вас претходно? Па не диета конкретно, меѓутоа многу од пациентите знаат да прашат за некој лек кој што го слушнале од телевизија или од радио и сега докторке, извини, може ли да те прашам каков е тој лек? Значи ние велиме дека кога немаме искуство со тој лек, нели не можеме да му кажеме какви ефекти би имал пациентот од лекот. Значи секогаш треба да се базираат информациите на сигурни информации од правилни извори. И кога сакаме, значи еве сега зборуваме нели за здрав начин на исхрана, за диети, секогаш кога некој од нас сака да започне со здрав начин на живот и да започне со некоја диета, јас мислам дека треба консултации и извори на информации да му бидат, значи, лица кои што се обучени во тој дел, примерно персонализирани лица, диетичари, лекари, сепак од таму да се бара информацијата. Да. Сега е актуелно, нели, гледаме, имаме онлайн часови за вежбање, па онлайн програми се прават за исхрана. Баш како што кажа и Гордана, се вежба и се пробува се од социјалните мрежи. Што мисли за тоа? Треба ли? Па вака, за вежби зависи какви профили на Инстаграм следат, нели? За вежби, повеќето профили, ајде да речеме, изведувањето на вежби се снимани правилно како треба се изведува. Сега за програма за исхрана, мислам дека треба да биде индивидуално за секој, пошто за секој организам не е исто и не може на секој да му влијае исто така толку добро и секој има различна цел, некој сака да намали килажа, некој сака да зголеми, некој сака поголема мускулна маса и така натаму, така да за секој не одговара иста програма за храна. Да, нека биде тоа апел до претежно младите, нели, знаат да експериментираат се и се што, прво нека направат една консултација со професионалци како вас, па да утврдат што им одговара, како за навистина да се постигне целта. Знам јас мои и пријателки и другарки знаат да вежбам 3 пати неделно, не јадам ништо, но немам резултати. Тука нешто шкрипи, така? Поентата е не да не јадеш ништо, поентата е баш да јадеш, да имаш како сега да јаде, нели? Не треба да јадеме за да сме слаби. Треба да се јаде, не да не се јаде или да се јаде само еднаш во текот на денот и тоа доста обилно. Треба да се јаде, да бидат тоа оброци кои што ќе бидат количински помалку, за да може преку текот на целиот ден да има телото и енергија и тие да се почувствуваат подобро, еве да нема подујност на стомахот или да не се чувствуваат така. Хидратација на телото секако, пиење на вода.
Тука е проблемот што сите прават не јадам или не треба да јадам. Значи, тоа не е клучот да не се јаде, клучот е да се јаде само која храна и колку количина. Тоа што го и спомна, начинот на обработка на храната. Не исто тоа дали ќе ми го храната појасните сега. ќе биде варена или пржена. Тоа воопшто не е исто. Здрава и збалансирана храна, како што спомна Гордана, како да знаеме што е, кога јадеме здраво и избалансирано? Има ли некоја, не знам, формула за здраво да се храниме? Па добро, да, има. Значи, храната која што е избалансирана, значи е таа која што уствари ние внесуваме разновидни состојки, односно внесуваме хранливи материи во нашиот организам. Значи, за да биде разновидна храната, треба да внесуваме протеини, јаглехидрати, значи масти, минерали, витамини. Тоа е разновидна храна. Сега, значи, ако внесуваме протеини, значи треба да знаеме каде, во која храна ги има протеините. Протеините ги има во месото, во јајцата. Масти, од здрави масти. Јадете масти, така, за да може да се слабее. И сега, како? Тоа за мене е некако, Па ќе кажам, грешно. Вака, јас не би исклучила, затоа не ги обожавам диетите, како диета, например да има диети каде што нема јаглени хидрати воопшто, или диети каде што нема масти воопшто. Значи некој од макронутриентите е исклучен. Сега јас не сум диета, се поистоветува, не јадам благо, не јадам мрсно. Да, ама постојат и такви диети. Така да не сум за да се исклучи ниту јаглехидрати, ниту масти, ниту протеини. Секако дека мастите треба да бидат на пониско ниво, а дека се доста потребни, особено за женската популација. Сега ме збунивте тоа масти, што значи, што прават мастите во телото? Зошто јас да јадам мрсно, се мисли на тоа баш месо мрсно? Не. Путер? Здрави масти, значи здрави масти, тие масти што ги има во месото, во јајцата, што ги има во рибата, тие се здрави масти, што се маслиново масло. Така да посебно за женската популација би имало пореметување во хормони, па изостанување на циклус. Тука е веќе друга проблематика. Ако има диета без внесување на тие масти? Да. Од медицински аспект? Да, мастите играат голема улога, значи тие се доста битни за многу биолошки функции во организмот. Сега, кога не внесуваме доволно масти во организмот, значи може да настане хормонална неурамнотеженост. Тие се исто така многу битни и за апсорбцијата на масно растворливи витамини. Тоа се витамин D, E, K, кои се многу битни за коските кај жените, односно и кај мажите, не само кај жените, ама пошто нели жените влегуваат во менопауза, еве повеќе се концентрираме на балансот, тоест коскината густина кај жените. Сега тој податок не сум го знаела, но вистина интересно е. Так, да. И да се сподели со гледачите, навистина. Исто така, значи тие се многу битни мастите и за одржување на терморегулацијата во организмот, затоа што прават еден заштитен слој помеѓу внатрешните органи и ја поддржуваат нашата терморегулација. Така да тие се многу битни. Ние треба да внимаваме само кои масти ги внесуваме во организмот. Значи, количински и да се внесуват здрави масти. Здравите масти знаеме каде ги има, еве и Кристина тоа го рече, јас ќе ја поддржам. Значи, омега-3 масни киселини, каде што ги има во рибата, во лососот, во скушата, заситени масни киселини, полинезаситени масни киселини и така, треба да внесуваме се во организмот од тоа. Слушате тоа се здрави масти. Здрави масти. Така, да. А ние обично ги избегнуваме, знам дека пракса нели, не јадам мрсно на диета сум, значи тоа е тој мит да го побиеме. Не е така. Не би требало да се јадам мрсно, еве да кажам кога е нешто пржено. Значи за мене пржена храна е најлошо нешто што можеш да внесеш во организмот. Број 1 пржена храна. Што да јадеме, Кристина, леле, како не треба да се исклучува, ама треба да биде според мене ограничена. Значи во помали количини, односно умерено да го внесуваме тоа во организмот. Сега, да, овде ми се наметна и друго прашање, знаеме да кажеме вежбам и ќе јадам колку сакам.
Точно е тоа, ако Не вежбаме би се можеме и да согласила. јадеме колку сакаме. Па не, тоа Не би се согласила. Не би се согласила со тоа, бидејќи можеби ќе се одржува некоја нормална килажа, да речеме, но не би се согласила со тоа дефинитивно, дури на изглед да е физичкиот изглед во ред, не е добро за здравието. Сега, нормално е некогаш нешто да се касне, нормално е, но тоа да биде во поретки случаи. Значи, сепак треба да има избалансираност помеѓу вежбање, физичката активност и храната. Многу Само треба, заедно, да, точно, треба да има баланс, значи колку Така. ќе внесеш и колку ќе потрошиш. Примерно, ако јадеш многу и ако не го истрошиш после тоа, нели, со вежбањето, значи не си направил ништо. знаеш зашто Не е прашам? целта да истрошиш 400 калории на тренинг и после тоа да надокнадиш со Со количинска неизбалансирана и нездрава на храна. И после тренерот не ни го и бива. 700 калории, така да. А, Така немаме ефекти и не ја постигаме целта која што ни е Да, зададена. затоа сега сакам така, баш пластично да им објаснам и на гледачите. Знаат да кажат, посебно жените, вежбам, држам диета, ама немам резултати. Еве, не можам да ослабнам. Што се случува? Тоа значи дека не се води сметка за таа избалансираност. Дури имаме случаеви каде се хранам здраво, а не можам да намалам. Таа ама и здрава храна, што ама значи? и здравата храна е калорична, има калории, така. Така да пак доаѓаме до тука да мора тие калории да се потрошат. Да, ајде да разјасниме за тоа. Многу луѓе точно сметаат дека се хранам здраво, но не слабеам. Не е диетална здравата храна, така? Да. Таа има Е повеќе... калорична, мислам, е калорична, да. нели? Пак доаѓаме, се вртиме во круг, пак мора Да. да има потрошување за да дојдеш во дефицит, а за да дојдеш во дефицит мора да потрошиш повеќе од колку што ќе изедеш. Леле, тоа е научна фантастика малце. Добро. Сега пред нас, ако имаме една чинија или нели здрави јаткасти плодови, и Не треба цело сега да ние си ја мислиме, нели, земаме да гледаме некој филм и цело време јадеме, значи јадеме и кога ќе видиме целата чинија на јаткасти плодови, ние сме ја иззеле. Имав така. И тоа Мада што тоа е многу калории, тоа е здраво, али е калорично, нели се препорачува така, една шака на ден. На ден. А тие ќе си купат Јас цело имав пакет, една, ќе си јадат постојано. јас имав една таква Не клиентка. правете така. Имав таква клиентка, вели не можам да ослабам и јас ја велам А ништо што не јадеш? јаде. Што јадеш после вежбање, после тренинг, пошто доаѓаше на тренинг кај мене. И вика ништо, вика само вика една кеса вика петисани, 100 грама. А тоа да ништо не јаде. Тоа се 660 калории. Едно 660 кеса калории. петисани? 660 калории Оди, стрчај ги да те еднакво на 300 грами пилешки стек. И на 100 грами свинско Да, месо. и пак доаѓаме на тоа, значи не колку пати на ден да јадеме, да, точно, мали порции со значи избалансирана храна. Точно дека, нели, велиш дека изедела пациентката петисани, оствари можела да изеде едно парче 300 стек. грама пилешко, тоа Да, е парче, сериозно. 300 грама. 300 грама. Точно, да, 300 грама. Кога сме кај оброците, доручек треба да се јаде или не треба да се јаде? Според мене треба. Треба. А ние сите го Најлоша избегнуваме. навика кај сите е тоа што не доручкуват и веднаш после прво кафе, па во комбинација со цигари. И што ни се случува на организмот во тој момент? Што ни се случува на организмот кога сме гладни, сакаш да кажеш? Еве, излегуваме нели наутро, само пиеме кафе, излегуваме на работа и не доручкуваш и Посебно ако и не сме хидрирани. Тогаш наутро е по, така да кажам, густа крвта, пошто нели сме спиели, не сме хидрирани, не сме внеселе вода. Добро. Наутро е по-густа крвта, еве и докторката знае. Затоа е толку битно наутро да се внесе вода. 1 до 2 чаши вода, пошто на сите клетки во телото, на сите органи им треба вода, за да почнат да работат како што треба. А ние внесуваме кафе После директно. следува, кафето е диуретик, уште полошо правиме, уште повеќе ја зема водата и таа што ја имам од организмот, така да тоа не се согласува.
Тоест, да бързо се нема организъм. доручок Сите и да се викам, нема некога ми е паднал да. притисокот, напи се кафе, уствари Да. кафето е диуретик, тој ти ствара диуретични својства, ти мокреш уште колку ја зголемуваш диуретата и го намалуваш притисокот. Значи не ти го покачува кафето притисокот, кофеинот, туку ти го намалува. Ти го намалува. На тој начин што те тера, значи да мокреш А и тоа што повеќе. ни кажу, ми падна Се зголемува шекерот, ајде диурезата, да јадеме да. благо или не знам, Да. немам енергија и да си јапнам 2-3 коцки благо и ќе биде во ред. Тие се брзи шекери, значи брзите Ворете шекери тоа да дават прави. енергија. Брзите шекери дават енергија, тоа е вистиното, точно. Меѓутоа, значи многу брзо се разградуваат во самиот организам. Се апсорбираат во крвта и се покачува нивото на гликемија во крвта. Ама што се случува во тој момент? Значи, пошто брзо се разградуваат тие шекери, значи многу брзо паѓа таа енергија што ние имаме, значи е краткотрајна, за кратко време. Во тој момент исто паѓа и гликемијата, тоа е глукозата во крвта и ние чувствуваме ефект на умор, ефект на глад, ефект на тремор. Значи, за тоа не треба да јадеме такви јаглехидрати, односно брзи шекери, туку треба да внесуваме сложени јаглехидрати кои што ќе ни ја дават и одржуваат таа енергија на подолг рок и ќе го одржуваат стабилно нивото на шекер во крвта. Да нема многу осцилации, знаеш, брз шекер се качува, после за краток временски интервал, колку што се качил, за исто толку ниво и паѓа. Паѓа И и затоа паѓа. после пак се тера благо, Да. пак ти треба шекер, За за многу сето краток тоа да се временски период, да ти дава енергија, тебе енергија во текот на денот. Затоа се препорачува сложени јаглехидрати, за да имаме константна енергија во текот на денот, да нема толку осцилации, за да не дојде до такви чувства на зашеметеност, на измореност, на Јас нема концентрација, да. А многу често знаеме тоа да ни се случи на сите кога сме посебно. Да. Ајде сега ќе внимавам што јадам, малце ќе бидам на диета и осеќаш замор, немаш енергија, а вежбаме, нели, треба и да Да. се вежба. И мислам дека тука ги правиме најголемите грешки. Затоа пак се враќаме на почеток. Консултација со стручни лица, некако, нели, диетичари, нутриционисти, лекари, значи сите тие се луѓе кои што може да дадат Секој си има информација посебно од добри извори, значи со за свој домен. информациите. Лекарот си има свој домен, нутриционистот си има свој домен, тренерот си има свој, така да сите три требат. си треба еден баланс меѓу сите нив да се направи. Да. Околу диетите кога зборуваме, сега модерно е фастингот како начин на, не знам, како начин на исхрана. Што мислите за тоа? Во ред е тоа да се практикува и што му прави на организмот? Јас не сум за искрено. Кристина нека Не сум за фастинг, не дека не сум правела. Што значи тоа фастинг? Фастинг е гладување. Периодичен пост. На определенски временски интервал. Пример, 6 часа јадеш, 18 не јадеш. Дали е тоа Или здраво? Мене ми изгледа нездраво. Не е здраво од аспект затоа што во тој временски интервал кога ти јадеш, еве да речеме до 19 часот вечер, јадеш, после 19 да гладуваш. До 19 часот има многу лица што ќе јадат и нездрава храна и се, ама после тоа да не јадат. Има ефект. Тие губат на килажа. Да. Меѓутоа тоа не е здраво. Значи има и фастинг од 24 часа и јас сум правила, искрено. 24 часа да не јадеш? Да, морав да пробам. За да видам кога се спремам за надпревар, има период кога стагнирав малце и малце ме фати паника дали ќе бидам спремна, па ајде да пробам тоа. Но зошто се прави тоа? Еве конкретно кај тебе, тоа претпоставам професионална гледна точка сега, нели? Загубење на килажа, меѓутоа јас не изгубив ништо. Контраефект некој имаше? Не, немав контраефект, но не изгубив ништо. Дефинитивно не е добро, не се чувствуваш добро. Знам многу луѓе кои го прават тоа. Има резултат. Со Кристина кога разговаравме, извините, те прекинувам. Значи, многу од пациенти што доаѓаат кај мене кои што користат фастинг, еве најмногу го користат тој 16-8. Значи 16 часа не јадат, 8 часа јадат, да. Што прави телото во тој момент? Значи, тука имаме складирани масти. И телото во моментот кога ние не јадеме ништо, значи ги троши складираните масти. На тој начин произведува енергија и ти се чувствуваш добро, нели?
Меѓутоа, многу е битно, сепак после тие часа на нејадење, 16 часа кога не јадеме, кога не внесуваме ништо во нашиот организам, значи повторно нашата храна која што ќе ја внесуваме да биде избалансирана, пак да биде умерена во со здрава храна да внесуваме. Значи тоа да што не го биде спомнавме и така, претходно, да се не- со масти, со така, протеини. така. а не да биде се А што грешката може е да го- луѓето што повторно Да. диетална храна јадат и во тие 8 часа, така? Па не, јас мислам дека не јадам Не диетална јадам храна, храна. нема да јадам 16 часа, а после ќе јадам што сакам Бургери. во тие 8 часа. И мислам дека тука немаме ефект на дадената цел. Значи, пак не можеме да го постигнеме тој ефект, значи што го сакаме. Значи можеме да го постигнеме само со здрава и збалансирана храна, да јадеме во тие 8 часа, нели, и со мали порции поделени. И сепак тоа што го внесуваме да биде здраво, да имаме да внесуваме и јаглехидрати, и протеини, и здрави масти. И така можеме, мислам, да постигнеме... Тие сакат да влезат во процес така наречена аутофагија. Сигурно Така, сите се да. слушале. Добро, сум слушнала, но еве појасни но ни го тоа е тоа. друг физиолошки процес. Аутофагија се постигнува со не да не јадеш толку временски период. Тука е односот со храната. Значи тоа може ти да постигнеш до аутофагија и со јадење на редовни оброци. Ама во мали количини за телото таа храна да ја обработи до следниот оброк. Што е аутофагија? Самите клетки ја трошат таа енергија што е складирана од храната што веќе имаме во телото. Да. И тоа ниво што е потребно за да го постигнеме тоа ниво, некако Тоа ниво се За тоа го прават тоа фастинг? Да. Тоа ниво се постигнува за подолг временски период, не се постигнува за месец и два. Тука станува збор за баш организиран ден со оброци, планирани, со количински, со планирана цела исхрана, па после неколку, ајде да не речем година-две, да стасаш до тоа ниво, да кажеме, да. Тоа Да би било телото успех. така ти Тоа би било телото така ти реагира со редовни оброци, а не со гладување од 16, 18 или 24 часа. Како што разбрав сега, јас лаички малце да кажам, ние сите сакаме да дојдеме до тоа ниво, аутофагин, како што го спомна, нели? Телото да ни троши од вишокот кој го имаме, нели, складирано и да си држиме рамнотежа, некој ќе лаже, но тоа тешко се постигнува и сега сите одеме на фастинг и... Да. Кратко кажам. Како го кажам? Го избираме секогаш полесниот начин, можеби. Но не и поздравиот, јас Не е мислам поздравиот, дека не е тоа поздравиот. не, Не. Посебно кога за тој период се јаде се и сешто. И тоа. А уште еден поим да разјасниме, многу често сега е исто актуелен, детоксикација. Така. Што значи тоа? И тоа колку е здраво и не знам, окей да се пробува кај секој. Па детоксикација, во кој смисол мери детоксикација? Па не знам, луѓето можеме не да знам, правиме со не многу- јадам 24 часа, само внесувам течности, па не знам, се ставаат на некои фази на Па види само водата течност, како да? вода, значи хидрацијата, водата игра клучна компонента. Ако правиме детоксикација со вода, значи таа е клучна компонента во нашиот организам. Значи прави транспорт на хранливи материи, Здраво ли е тоа одржува да се терморегулација. За еден организам. Само да бидеш на вода, само на течности. Па нели има и Па такви да, има случаеви. такви и Па само чаеви пијат, па не Така, знам. да. Е, за има. тоа прашувам. Па, Тој види, тренд според сега мене што е? не, според мене не. Тоа не е здраво, затоа што го истоштуваш на еден начин организмот. Значи ти да бидеш само на вода, да, точно. Може да го направиш тоа да биде еден ден во неделата. Примерно да бидеш само на вода и на овошни сокови, да. Тоа е еден начин како испустување на самиот организам. Значи се осеќаш самиот со себе полесно и подобро и правиш детоксикација на организмот. Меѓутоа не е корисно и не е здраво на долг рок да се прави, како што имам јас обкружување околу мене, што се ми зборувале дека го прават 10 дена примерно. Внесува за тоа само вода, прашувам, да, тоа- само вода и овошни сокови. Значи го истоштуваш организмот, постигаш ефект на замор. Седиш со луѓе кои што јадат и викаш леле, дај да се тргнам пошто нели сакам и јас. И тоа те ствара и нервоза и Да, анксиозност. точно, анксиозни, депресивни состојби, емоционална раздразливост. Значи не е добро според мене во секој случај, да.
Овде сакам да прашам и за спиењето. Колку е битно квалитетниот сон за да го одржуваме ние нашето тело здраво, да водиме грижа за него, но сепак и да ни бидат успешни тие диети кои сакаме да ги практикуваме. Секако дека сонот е многу битен. 8 часа, 7-8 часа. Сега не сме сите исти, може би на некој му треба повеќе, ама 8 часа е баш оптимално време за спиење, време за одмор. 7-8 часа. Да, прочитав на едно место дека ако не спиете квалитетно, Така. само ќе добивате на килажа. Да. Точно е тоа? Точно е тоа. Тоа е поради тоа што се лачи хормонот на стрес, кортизол. Затоа што телото е под стрес, нема доволно сон, нема доволно одмор телото, се лачи повеќе кортизол и тука имаме стагнација со килажата. Вака кога зборуваме сега ви од медицински аспект си ги разбирате тие работи, но ове малце по-лаички, значи како може ако не спием доволно да не може да се ослабне. Тоа ми е малце. Кога не спиеме доволно се лачи еден хормон грелин кој што ни подига апетитот, ни се јаде. И на тој начин, значи кога ние внесуваме храна во организмот, од самиот панкреас се лачи инсулин. Сега, која е улогата на инсулинот? Тоа е друг хормон. Значи, инсулинот треба да ја разгради храната, која што ја внесуваме, примерно внесуваме јаглехидрати, тој се лачи од панкреасот, значи треба да храната се разградува во организмот, нели, и се носи до клетките за да може да се створи енергија, за да можеме ние да ја користиме. Меѓутоа, доаѓа до момент кога јадеме, нели, поголема количина на храна, внесуваме во нашиот организам и клетките од црниот дроб и од јетрата и од мускулите, значи не се сложуваат со количината на инсулинот. Едноставно, значи на организмот му треба повеќе инсулин за да може да разгради храната. Во тој случај, значи самиот организам лачи повеќе инсулин, може да дојде до хиперинсулинемија, тоест до повишено ниво на инсулинот, се нарушува неговата функција и како резултат на тоа се повишува и нивото на шеќер во крвта. И така можеме да дојдеме и до преддиабетна и диабетна состојба, значи една хронична болест која што ако имаш повишена телесна тежина или генетски предиспозиции, исто така, значи може да дојдеш до повишен ризик за диабет. Така. Да. И кардиоваскуларни болести, хипертензија, значи покачен крвен притисок. Да. Нека биде тоа совет од нас до сите гледачи на вистина. Така да сонот многу влијае на квалитетниот сон. Спите колку што е потребно, затоа што знам дека луѓето сега оправдување ни на сите работни обврски, нели немаме време за одмор, не спием доволно, сакам да завршам работа, одиме и на фитнес и на тренирање, се трудиме да биде и здрава исхраната, но без квалитетен и сон и добар сон. И пак ќе кажам, квалитетниот сон доаѓа од физичката активност. Значи мораме да бидеме физички активни ако сакаме нели квалитетен сон да имаме. Значи пак ќе кажам дека сонот зависи од тоа да легнуваме и стануваме во исто време. Ако легнеме во 11, станеме во 7, значи секојдневно да го употребуваме на тој начин, да ствараме една рутина. Зошто? Зошто? Затоа што нашиот организам се навикнува. Едноставно кога ќе поставиш некоја цел, сакам јас нели да загубам 0,5 или 1 килограм за една недела, или сакам да загубам 5 килограми за 2 недели. Значи ние мораме да поставиме една реална, достижна цел за да можеме да го ствариме сето тоа. Или пак тоа што го реков пред малку, значи треба да створиме рутина. Тоа е една навика за самиот организам, ама со сето тоа ние го подобруваме и нели нашиот сон. Кога легнуваме во 11, стануваме во 7. Значи ти се осеќаш добро, наредниот ден имаш енергија за да ги извршуваш своите работни задачи кои што ти ги нуди денот. Ако немаш квалитетен сон, се чувствуваш се изморено, значи немокно, немаш енергија. Да, тоа на сите ни се случува за жал. Во ова денешно време и сите знаеме да кажеме немам време за вежбање.
Што ќе каже, да, после еве за жените, да, немам време, јас имам деца, имам обврски, имам фамилија, немам време за вежбање. Така, што ќе каже фитнес инструкторот на тоа? Кој би бил твојот одговор? Мора да се најде време. Како што ни каже на нас, мора да пиеш витамини, мора да пиеш. Мора да се најде време, човекот е создаден да се движи. Ние не сме создадени само за работа и за седање во иста позиција. Човекот е создаден да се движи, ние сме динамични, така. Барем еден час, дали ќе биде тоа пешачење, дали ќе биде возење велосипед, дали ќе биде тоа фитнес центар, што и да е, мора да барем еден час во текот на денот да се одвои за физичка активност. Така би имали и поквалитетен сон. И би биле посрекни? Секако дека да. Влијае вежбањето на... Да, се лачат хормони, ендорфин, серотонин, допамин, кои што дават чувство на задоволство, на среќа, на еуфорија. Затоа јас велам вежбајте и ќе се сеќате како да сте под дрога у наводници. Да, јас морам да го споделам моето искуство. Еве, после не знам дали ќе биде вежбање или трчање во парк после 30 минути, се чувствувам убаво. Да. Но тоа не можеме да им го објасниме на луѓе кои не се физички активни. Да, затоа те прашувам од еве ти како стручно лице да ни кажеш што се случува после еден час вежбање. Чувство на задоволство, на среќа и на исполнетост. Тоа се случува, затоа ни е тешко кај почетници кои што почнуваат да вежбат, да стекнеме навика барем 3 до 4 пати неделно да почне да вежба. И како ги мотивираш бе, Кристина, да како еве доаѓа, нели жена некоја, не знам, знаеш како зборува жена. Мене не ме бива. Мене не ме бива за трчање, не ме бива за фитнес. Како ги мотивираш? Па секој има нешто што го убива. Каде што е добар во нешто. Така. Нели, не сме сите исти, ако не го може тоа, ќе може нешто друго, ама нешто ќе најдеме да може. Ќе најдеме и термин да може, ќе најдеме и нека е 2 пати за почеток во неделата, после ќе почнеме со 3 пати неделно. Битно е да се почне. И сега докога него почувствува тоа чувство на задоволство, на веќе поголема самодоверба, ќе се слегне некое кило, поголема мотивација, повеќе ќе се дободне во огледало. И тука веќе колку подобро се и начинот на држење, дури начинот на држење не е исти од кога на почеток. Ќе почне да вежба, и после 3-4 месеци се прави таа трансформација. Убаво е тоа да се спомене некако, не знам, и да дадеме апел до сите тие жени кои знаат да кажат немам време или не можам. Јас не сум за теретана. Многу често се срамат да дојдат женските во теретана. На почеток сите има тој проблем, кога нема гужва во фитнес, да дојдам порано, покасно, сите го има тој проблем. Се има ли сега променето малце? Се има, но меѓутоа се убедуваме. Малце незгодно, ама се убедуваме. Битен е крајниот резултат. Битно е што почнуваат, што сакат и како што кажав, кога веќе ќе почнат, веќе тука нема проблем, веќе сакат, сами доаѓаат, сакат повеќе тренинзи, ги гледат резултатите, да пратиш колку имаш напредок, колку има резултати, да се радуваш на сето тоа. Јас во многу наврати им викам на пациенти, им велам, правете дневник, водете дневник, запишувај колку кила си си мери се на вага, запиши си колку килограми си намалил за одреден временски период и радувај се на тоа. Тоа ти е мотивација за понатамошно продолжување на вежбањето. Да бидат реални, убаво спомена во претходното прашање да ослабнам 0,5 или 1 килограм. Не можеш да ослабнеш 5 килограми за една недела. Не можеш. Да бидеме реални, нели? И тоа не е здраво пред се. Затоа често спомнувам дека треба да се советуваат со вас. Еве сега конкретно вие сте ми гостинки и кажувам да се советуваат со вас, но било кој, не знам, во друг град или каде и да се со стручни лица и да бидат свесни дека не може да се ослабне 5 килограми за една недела. Точно. Тоа само се нарушува, нели? Оние кои што имаат поголема мускулна маса, се извинувам, поголема килажа, оние лица кои што се обезитни, губат на почеток повеќе килограми.
пример, има вишок 30 кг на него, првата недела може би не 5, ама едно 3-4 кила ослабнат. По-лесно се губат? Да, по-лесно се губи кога имат поголема тежина. Телесна тежина. А потоа, веќе како се намалуваат килограмите, така се потешко се слабе. А точно е дека со годините по-тешко се слабе? Па за жал, да. За една другарка прашувам. Да, за жал, да. Меѓутоа, не дека не е изводливо, далеко тоа. Точно, позабавен е метаболизмот. Тука или повеќе ќе треба физичка активност, или повеќе да се намали од храна. Ама не дека не е изводливо, далеко тоа. Да не се губи надеж и кај тие што се некаде 50, има надеж за нив, само да сакаат да вежбат. Уште еден мит, доаѓаме сите во теретана, вежбаме и се плашиме од килажа. Точно, ако дигаме повеќе тежина, ќе станеме некако развиени. Па не сакам да станам развиена и тој мит е, не дигам килажа за да не се развием. Со 2 еднорачни тегове 4 кила никој не станал билдер, да се разбереме. Колку треба да дига едно женско? И да не се плаши. Не, вака сега. Посебно за женските, тоа е најчест женски проблем. Ние немаме таква генетика, немаме толку високо ниво на машки хормони, на тестостерон, за да постигнеме толкова голема трансформација и толку голема мускулна маса. И реално тие жени што ги гледаме што така изгледаат, сите се на забранети супстанции, на стероиди и така натаму. Така да, со нормално вежбање не се постигнува таков ефект како што тие мислат дека ќе се постигне. Да не се плашат. Нека ги прашат машките колку им треба во фитнес за да стигнат до некој резултат. Така да не одите тоа така како тие што мислат. Не е опасно да се крева килажа. Добар е тежинскиот тренинг во комбинација секако со кардио, секој си има свој дел. Добар е тежинскиот тренинг за тоа што ние трошиме енергија после тренингот, поточно кога телото ни одмара. Во момент се троши енергија, но тоа е за разлика од кардио, тоа е многу помалку, на пониско ниво. Точно е, со кардиото се троши многу повеќе, ама кардиото кога го правиме, се троши енергијата во моментот кога го правиш. После тоа не. Со тежинскиот тренинг е друга приказна. Се троши енергија кога телото одмара. Затоа и се препорачува и се кажува дека не значи дека секој ден ако вежбаш ќе се постигне резултат, напротив, би имало некој контраефект или стагнација со килажа и така натаму, бидејќи на телото му треба одмор. Така, значи, не значи дека ако сакаме да постигнеме одреден резултат, треба секој ден да сме на теретана или да вежбаме. Да. Многу е битно и според мене, јас да кажам дека многу е битно неколку пати ќе вежбаш во неделата, примерно си поставаш цел да вежбаш од 3 пати до 5 пати во неделата, меѓутоа може да вежбаш и 3 пати само, да не бидат 5 пати, али квалитетно да ги правиш вежбите. Значи, технички, правилно да бидат направени вежбите, да. Овде кога сме кај вежбањето, многу ме интересира кој е вашиот став за сите тие суплименти, додатоци кои се земаат во исхраната или како ги викате вие во фитнес светот таму, оправдано е да се земат и за помладите? Мислам дека кај помладите е поактуелно тоа. Да. Вака сега, ако е среда на исхраната, реално нема потреба од додатоци, но не се штетни, мислам некои. Мислам дека секој еден кој вежба сега зема протеини. Има ли потреба тоа? Па има. Затоа што реално преку храна ќе ти треба многу повеќе да внесеш за да ги внесеш тие протеини. Веј протеинот тоа е еден од најбезбедните суплименти. Тоа е сурутка или народно кажано цвика. На времето ние пиевме сурутка, сега се веј протеини. Кој што се добива течноста што останува после коагулирањето на млекото. Таа сурутка е сосема здрава за конзумација. Сите може би по старите генерации сте ја пиле. Јас сум ја пиела како сурутка, меѓутоа не е многу вкусна и затоа се прават тие веј протеини, бидејќи внатре имат заслудувачи кои што дават подобар вкус за да можеш да го пиеш. Тие се многу е битно кај нив тоа што се малку калорични,
а има доста протеини. На 30 грама има 23 грама протеин, што значи ти не мора да јадеш оброк, пример после тренинг да вечераш, тука можеш да испиеш само протеин со нешто, некои јагли хидрати и тоа да биде вечер. Така да оправдано е за младите тоа да го пијат. Да, сосема оправдано. Не знам, 13-14 години сега. Зборам од 15. Со Кристина во тој дел сметам дека ако имаш здрава и збалансирана Тоа храна, јас кажав, ако е значи едете на извори од природни протеини, значи сметам дека нема потреба да внесуваат протеински прашици. Јас кажав дека ако е средна храната, ама кажав дека е безбедно и дека се користи затоа што е малку калорично, посебно за оние кои што се на диета, е малку калорично, а има протеини за да ги задоволи потребите и за тоа се користи, а не дека е задолжително, далеко тоа да задолжително. Так, ги спомнав тие и младите тука се надоврзуваме сега. Некако ми е многу контрадикторна таа ситуација што се случува во моментот. Сите млади се на здрава храна, не знам, а се повеќе и повеќе имаме гојазност кај младите, а порано ние не сме воделе толку грижа за храната, јадевме леп паштета, маргаринче, чајче пиевме, немаше толку гојазност. Што се случува сега? Нема доволно физичка активност кај децата, значи. А тие се на здрава храна, еве, внимаваме сите шејкови правиме дома на децата, не знам. Да, меѓутоа не е само и здравата храна, значи треба да имаме комбинација здрава храна со физичка активност. Без да имаме физичка активност, едното со другото се комбинира. Значи без да имаме физичка активност, ние не можеме, ете тоа и тоа е еден мит, нели велиме, ќе се храниме здраво, ама ќе седиме цело време на компјутер и на столче, значи немаме физичка активност. Тука тоа се сведува, дебелината и гојазноста се сведува баш на немањето физичка активност. Нашите деца сега што прават? Значи постојано се на телефони, на компјутери, значи ние порано како деца не бевме така, значи игравме, имавме разни игри, бевме по дворовите со другарчињата, на улица бевме, да, со другарчињата. Сега, значи го нема тоа кај децата. Можеби ние родителите некако сме напред со размислувањата, меѓутоа, значи сметам дека тоа е грешно. Сметам дека треба на децата да им најдеме било каква физичка активност. Еве, дали спортски активности, значи да тренират одбојка, кошарка, да има движење. Да има некое движење, значи тоа е многу битно. Да, сите клиенти што ми се Кристина, имаш кај тебе млади, што се 12, 13, 15, 16 годишна возраст, речи се сите имат проблем со грб и со држење. Сега младите, значи сите се жалат на проблеми со раветен стол. Тоа е нешто што седење? Да, па од седење, нормално. Сите го имаме проблемот. Неправилно држење, нема доволно мускулна маса, спуштени рамења напред, не е правилно држењето на телото, пошто нема мускулна маса, нема што да го држи раветниот столб кога нема мускулна маса. Тоа имаме доста проблем со тоа. Нека биде тоа апел до сите родители, затоа што од нас зависи, нели, како ќе ги воспитуваме и усмеруваме децата да имаат физичка активност. Еве, не мора да доаѓаат на фитнес конкретно, но нека трча, не знам. Да имат некаква физичка активност. Да, јас за тоа кажам, не секој се пренаоѓа во фитнес центар, далеко од тоа, нели, секој си има своје хоби. Меѓутоа што и да е, дали ќе возење ролерки, дали ќе велосипед, дали ќе спорт, фудбал, кошарка, не битно. Битно е да се има физичка активност. Посебно во тој период од 6, 7, 8 годишна возраст до 16, некако 17, тој ми е најбитен период каде што сте, нели, тинеџери, каде што се растат, се развиват се уште. Тоа е најбитен период за не можеме да гиускратиме децата во делот на храната, значи не можеме да прави. Треба ли да ги ставиме на диета малите деца? Не. Ние можеме да им кажеме на децата нели што е здраво и кога гледат дека родителот се храни здраво, значи тие се водат по самите родители, нели? Како јадат родителите, така се обидуваат да се хранат и децата. Меѓутоа не можеме да гиускратиме од сите тие ние што викаме комфорт храна, удобна храна, која што сите сакаме да внесеме крај на се. Тоа се деца треба да вкусат се и не можеме да ги ограничуваме како што ние се ограничуваме самите себе.
Значи, сепак тие се во развој и потребно е да внесуваат секаква храна. Сега, кај нив најбитното е да се вметне физичка активност. Меѓутоа има нели одредени случаи, како што рече и Кристина, значи кои се погојазни со поголем body mass index и тука веќе треба да се обрне специјално внимание на поголема физичка активност и веќе нели поизбалансирана и здрава храна кај нив да се Body mass index, тоа сега ми е поим, се утврдува на некој начин тоа? Да. Имате, јас знам, нели, вие сте од поликлиника Мартини, таму го има тоа? Се утврдува тоа? Па така, тоа го правиме спрема висината и килажата. Има формула со која се пресметува body mass index. Сега исто така body mass index пресметуваме и со дензитометрија. Ние во нашата поликлиника, значи располагаме со апарат кој што се вика дензитометар. И со самиот дензитометар, значи, еве јас им апелирам на сите жени кои што веќе навлегуваат нели во менопауза и кои Тешко слабееме, за тие ли кажеш? Пак се што навлегуваат во менопауза, за пациенти кои што имаат малигни болести, значи пожелно е еднаш во годината барем да се направи, значи, тоа испитување со дензитометрија, за да се види коскината густина. Што испитуваме оствари? Нарушена минерализација на коската. Значи, body mass index, тоа е? Не, body mass индексот, значи ќе се надополна, мисто се испитува со дензитометријата. Тоа ми стана интересно, само што да го појасни, веќе зборуваме за здрав начин на живот. Сите тие работи нека биде комплетно се. Сега тоа сакав да речам нели за дензитометарот, да ги вклучиме и апелирам сите жени да дојдат да се направат испитување во тој дел, за да можеме нели да навремено да им се даде терапија кога имат остеопенија, тоа е почетно нарушување на минерализацијата на коската, се нарекува остеопеничен процес. Кога имаме кога нарушена е минерализацијата со поголем замав на коската, остеопороза. Значи тоа сакам да објаснам нели како функционира апаратот. Сега друго што правиме испитување, значи кај спортисти, се одредува телесната композиција, тоест се гледа колку имат мускулна маса, мускулно ткиво, масти во организмот, значи пожелно е и сите спортисти кои сакат нели да водат дневник на самиот организам, тоест како обични луѓе тоа треба, убаво е некако да се знае или подобро е ако знаеш дека има некој проблем, па да почнеш да внимаваш отколку да не знаеш. Пред вежбање, например, ако сакам јас да бидам физички активна, убаво е да се направи едно такво испитување, да знам што ми одговара. Да. Така предпоставувам треба тоа да биде. Ми заинтересира и нивото на масти се одредува, па да знам јас на што да се. Точно, гледаш колку има мускулно ткиво, колку имаш масти во организмот, спрема тоа се раководиш и нели ти започнуваш да вежбаш. И сега, како што реков, нели треба да се радуваме на напредокот кој што кога вежбаме го постигаме и можеме да си правиме компарација, значи да се следиме, да си направиме такво испитување после некое време, после вежбање, нели, пак да се испитаме и да видиме колку сме истрошиле или колку имаме мускулно чисто ткиво во нашиот организам. И на крајот од се да имаме ефект од се тоа што го правиме, да не биде само за сликање. И да се радуваме и тоа да ни биде мотивација за понатамошното однесување на тој начин. Да се храниме здраво. Тука е проблемот дека сите велат сакам да јадам се, еден е животот. Баш дека е еден животот, треба да се внимава. Јас се согласувам со Гордана кога каже дека треба да си пробат, например, и младите. Не само и младите, и ние знаеме некогаш, нели? Бургер апли си некогаш, но не е постојано, нели? Да се направи еден баланс. На крајот треба и срекни да бидеме, но да се има некој баланс, да се јаде умерено. Јас пак ќе се вратам, нели, децата знаат да ни кажат, аман со тоа вашето време, но во наше време, нели, не се водеше толку грижа, здрава храна, органска храна, не знам, диети, но некако јадевме се, бевме посрекни и бевме поздрави. Точно е тоа. Сега некако ни се испоместени сите тие норми и од таа причина ги правиме и овие подкасти да разговараме. Што спомнавте, не треба да се јаде толку шекери, треба да внесувате масти, нели, за да се прави енергија. Тоа не го знаевме. Сите многу тие
совети еве што ги дадовме денес, јас мислам дека ќе бидат од голема корист за сите гледачи и помладите и Значи, родителите. Треба да внесуваме јајли хидратис, значи преку нив нели Сигурно тоа. ја внесуваме, односно самиот организам добива енергија, меѓутоа тие што се процесираните шекери, значи треба да ги избегнуваме, кои што ги има во брзата храна, преработена храна, белите печива, чоколадата, Да не јадеме бургерите, чоколада. пиците, да, кои што ни се најсладки. Меѓутоа, значи мора не да си јаднеме и чоколада. Најлоши се грицките. Чипс, смоки, тоа е нешто најлошо, бидејќи внатре имаат појачувачи на вкусот. Не знам дали се слушнале, моносодиум глутамат, Во чипсот? E621, да. Што значи тоа? Појачувачи на вкусот. На тебе ако ти е вкусна храната, ти го појачува вкусот да ти биде уште повкусна храната. Да не можеш да престанеш. Да, и затоа немаш контрола колку ќе изедеш, ќе си изедеш Цело пакетче, да? Да. Тоа е исто како такова. Да, ствара зависност. Ствара зависност, затоа немаме контрола кога јадеме такви грицки, немаш контрола колку ќе изедеш, колку има толку ќе изедеш. Да избегнуваме таа храна. Да, дефинитивно. Не сум знала за тоа дека Знам има, знам дека на децата, нели, во училиште не можеш да им забраниш или не си таму присутна да нели да реагираш, купат, да. Мама барем дома да не се внесува такви ствари. Да, барем дома, Барем тоа дома што да може го да нема се контролира, тоа, нека барем биде. тоа. Не дека да не јапнат воопшто никогаш чипс, далеко и од тоа. Но меѓутоа барем дома да Ова пракса на вечер што си седиме, си гледаме филм и грицкаме, тоа да можеме некако да се барем окренеме. тоа, да. Можеме да ги замениме Има со со здрави грицки, да. Пуканки, леблебија, која што е полна со протеини. Значи, Многу малце ја користиме дома. да, јас ја користам многу. Да ти кажам, на мојата маса кога ќе дојдеш дома, ставно, значи можеш да најдеш леблебија. Здраво Да. се храните, така да ве прашам сега малце неофицијално, дали настојувате здраво да се храните и практикувате и вежбите? Да. Ајде, знам дека Кристина си е тоа е професионално. Да. Меѓутоа, Гордана, како ти поминува работниот ден? Така. Имаш ли време за вежбање? Па се трудам да имам време за вежбање, затоа е тука до мене Кристина и само ќе ми рече, ајде, денеска те немаше на тренинг. Да, знае да биде лошо Така, на моменти, знае да. Сите по нешто, мислам, добронамерно ни кажува Така. кога сме таму на тренинг, знае добронамерно да ни даде критика, нели? Стави килажа, вежба е повеќе. Да, ама тоа е добро, те мотивира на тој начин и, значи, викаш, наредниот ден идам, Кристинче, таму сум во 6, таму сум во 7. Да, тоа е за наше добро. Како те перципираат клиентите? Како лош фитнес инструктор или? Па не знам, вие ми кажете тоа. И те слушаат ли со сите тие совети кои им ги даваш? Досега во делот на вежбањето, досега со никој не имала проблем, ниту во групните тренинзи и со персоналните, но еве ајде да речем тие што ми се персонални клиенти, што им држам персонални часови, со нив имам проблем со храната. Идат да вежбат, но не сакат. Не се послушни? Не сакат да се придржат. Тука имаме проблем. И јас во тој дел не можам да реагирам ако некој не сака нешто, нели, не можеш на сила да му дадеш, можеш само да му земеш. Еве ако не слушаат, нека биде апел тоа до нив да се придржат. Да. За тренинзите се редовни, доаѓаат, ме слушаат. Немаме никаков проблем со комуникација со сето тоа, но за храна малку потешко. Никој не сака да се скрати. Многу тешко се искоренуваат овие навиките. Знаеш, сум имала и клиенти порано и за мене е успех затоа што тие до ден денес, иако веќе не вежбат со мене, си вежбат сами и така натаму, сами веќе си прават програми за исхрана, планови и така натаму. Се уште го прават тоа. И тоа за мене е успех затоа што сум успела да всадам некоја навика кај некој. Да. Здрави навики. Можеш ли да се присетиш, не знам, некоја фасцинантна килажа, некоја, не знам, дечко или девојка кој има тоа славното за време на програмата со тебе?
Па има да, само што проблем е после прекиното програмата. Колку исто има кило, славното? 30 кил. 30 кила. Да. За колку време? Големо се. Ма, Да. за 30 километри. 6 месеци некаде 7. Но после се јавува тој, како вика, после прекина, после јојо ефект, знае зашто? Затоа што прекина и со тренинзите и прекина и со исхраната. И пак се врати на старите навики. Тоа е многу лошо. Инаку килажата си слегнавме ние, ајде да речеме на почеток 2-3 кила неделно, подоцна нели по кило, по кило и пол неделно, така стигнавме со минус 30 кила. Меѓутоа потоа се прекинува да се вежба, се враќат на старите навики, сакам тоа да каснам, сакам тоа. Алкохол исто е калоричен. И за жал ме е посебно кај такви луѓе што се враќа килажата. А имам клиентки, например, што се ослабнале 10 кила, 6, 7, 8 кила, но навиките се останати и за вежбање и за храна. Пак ќе кажам, не дека јас не сум каснала нешто далеко од тоа, може да си приуштиме убави задоволства, на се да биде во рамки на нормалното. Но битно е поголемиот дел да биде тоа што треба да биде. Така. Јас многу ви благодарам на сите тие убави совети кои ги дадовме и за мене беа корисни и за сите гледачи. Сакам на крај само да ми кажете по еден за финално совет. Многу често ви спомнува, жените, сите тие жени кои сакаат да изгледаат убаво, да бидат здрави, да водат здрав живот. Кој би бил твојот совет за нив? Да вежбат, да бидат физички активни, да имат квалитетен и долготраен сон, да се хидрират, да пијат доволно вода. Тоа е формула за успех. За убава жена. Да знаат дека не е лесно. Треба да бидат упорни. Да, мора да има упорност, треба да бидат упорни, не е лесно. Нормално дека е тежок. Секој кој ќе почне со физичка активност. И не само за тој што почнува, и за тој што е секој ден, таму е тешко. Не е лесен тренингот, нормално дека ќе се измориш, ќе се умориш, така. Не е лесно да се придржуваш од храна, тука многу битен мајндсетот да имаш само контрола врз своите потреби. Точно дека сите сакаме нешто, но мораш да имаш самоконтрола, посебно кога имаш некоја цел. И посебно кај оние лица кои што имат веќе здравствени проблеми. Да. Така да не е лесно. Не го спомнавме ова за криза кога ги фаќа луѓето. Стварно навистина ме жал што не го спомнавме. Станува, нели, решава да биде на диета, води здрав живот, но има криза. Не може да истрае тоа. Има случајно така. Не знам, доаѓаат кај вас како пациент или клиентки, како ги мотивирате? И за тоа еден на крајот, не знам, мотивацијата, значи треба да биде кај секој еден пациент тоа што треба да си, пак ќе кажам, ако решиш нели да бидеш на диета и да водиш еден здрав начин на живот, значи треба да поставиш цел, реална цел, не само да ја поставиш целта како што рековме, нели 5 килограми за една недела, значи да постигнеш цел 1 килограм за една недела. Тоа ни е мотивација. Да поставиме рутина. Значи, навики кои што, ќе вежбам 3 пати неделно. Тоа ќе ми биде една навика која што исто ќе ме мотивира. Ќе вметнам исто мали промени, значи кај мене во тој диетски режим. Примерно, ако сме пиеле газирани пијалоци и сега, значи, велиме ќе пијам вода. Значи, и со тек на време се повеќе да се интензивира пиењето на водата. И тоа ќе не мотивира. Исто така да водиме еден дневник, тоа што го неколку пати до сега не реков, да се следи напредокот, да се радуваме на напредокот кој што сме го постигнале со текот на тренинзите и со физичката активност и со здравата и избалансирана храна. Значи тоа ќе не биде мотивација за да можеме да не се враќаме назад, да не се вратиме на старите навики, туку да продолжиме напред, да бидеме колку можеме повеќе постојани и упорни, за да можеме да ја постигнеме таа цел која што сме си ја да бидеме физички активни. Јас и на клиентите никогаш не сум, кога почнуваме на почеток, никогаш не сум забранила, од утре нема газиран пијан, нема ништо. Не, например, имам клиенти што се ми кажале, јас без чоколадо не можам, јадам по едно. Добро, си јадал до денеска едно, од утре пола. Па после ќе го намалиме на
2 реда. Така, постепено, така нема да му не се биде прави шок шок на организмот, нема да има потреба, знаеш, се тресам, ми треба шекер, да, им нема да има таков шок на организмот, постепено кога јадеш квалитетна храна, после и да сакаш, не ти се јаде благо. Не ти бара организмот. Да, не ти бара организмот, затоа што кога имаш квалитетен оброк внесено, затоа и јадеме некои чоколади или било какви други, нели, благи, телото бара енергија за тоа што нема квалитетен оброк. И првото нешто што ќе види се тоа јагле-хидрати и што и да има на маса, дали ќе биде тоа чоколада или друго благо, веднаш се внесува затоа што на телото му треба енергија. Не кога веќе храната комплетна со протеини, со здрави маси, со јагле-хидрати, со влакна, со редовни оброци, нема ни желба за благо. Така. Мислам дека убаво кажа Кристина за крај, редовни оброци, здраво избалансирана храна, квалитетна храна и нема да имате потреба да јадете чоколадца, како што знам јас. Многу често ми фали чоколадо и знам да кажам без чоколадо не може, но после овој разговор сватив дека всушност јас не се хранам здраво во текот на денот, затоа ме фаќа така криза за... Не ти се планирани оброците. Не ми се планирани, затоа планирајте ги оброците, внимавајте на исхраната, хранете се здраво, но пред се советувајте се со луѓе кои се стручни за тоа, ќе ви дадат убави совети и ќе ве насочуваат во овој здрав начин на живот. Јас ви благодарам. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна сезона повторно, ќе разговараме и на друга тема, тоа е многу опширна тема, има многу што да се зборува. Ќе најдеме начин повторно да се видиме и да разговараме. Ви благодарам. Ќе се излеземе и на кафе. Поздрав до вас, се гледаме на нивниот подкаст. Ти благодариме многу на поканата.